Фондот за пензиско со пари стои се полошо. Веќе подолг период константно исплатата на пензиите се овозможува со позајмици од буџетот кои достигнаа до 300 милиони денари, односно околу 50 милиони евра месечно. На годишно ниво, ова се вратоглави речиси 600 милиони евра минус кои државата се потешко ги поднесува. Поради ова, пензионерите црвот ги јаде веќе долго време. Да, загрижен сум и то многу. Овдеки сум веќе 2 години пензионер. Како не сме загрижени? И то многу. Зашто испразнија фондови да си однесува парите? Ли со вакво покачување, кој што кажа пензионерите други таква работа, тоа е испод секоја критика. Освен ова, сегашната неизвестност се товари и со секојдневното иселување од државата, но и се поголемиот број на пензионери за сметка на се помал број вработени во стопанството. Така, според анализите на ПИОМ, за само 2 години во државата ќе има 11.000 нови пензионери, кои фондот ќе го прошири за речиси нови 100 милиони евра. Низ бројки, состојбата изгледа вака. Во моментов во државата има 324.382 пензионери. Идната година тие ќе бидат 330.051, додека во 2021-та тој број ќе биде 335.835 пензиски корисници. Освен со нови вработувања и повисоки придониси, решение се бара и во подигање на границата на пензионирање. Не треба. Не треба. Младите по улица и ние ќе подигнуваме како? Младите ќе бегат по странство, ние ќе се влечат кривите овдека. Чопавите ги тураме да продолжуваат, а? Канцеларски пацови. Не. Треба да се намали. Да се намали старосната граница. Не да се покачува. Ако се подигне нивото на старосна граница, ние гледаме дека младите скрос избегаат. А со тоа уште повеќе ќе бегаат. Ова расположение дополнително ја крева температурата, иако за него се зборува многу малку. Како и секогаш и во овој период, поважни се политичките и личните скандали, кои овој пат претежно одат во прилог на политичарите.